Короната цврсто го држи Штип, веќе неколку денови наназад најголемата општина во регионот е високо на листата на градови со најмногу заразени со COVID-19. Ова сериозно ја наметнува дилемата дали Штип ќе мора да се затвори за ситуацијата да се стави под контрола. Иако општина Штип не носи одлука за карантин или за полициски час, сакам да го искажам мојот став дека сум оптимист и верувам дека ќе успееме да го пребродиме овој бран без при тоа да се случи делумно или целосно или пак било какво затворање на градот. Затоа ние мораме да направиме се и да не дозволиме да продолжи сериозниот раст на новозаразени, а со тоа да се преполнат капацитетите на болниците и повторно да се вратиме на поголеми ограничувања во нашето функционирање. Сепак, рестриктивни мерки и нови заболени ќе можат да се избегнат само со голема одговорност. Сакам да ја искористам оваа прилика и да замолам, да побарам од секој граѓанин највисока општествена одговорност за себе и за останатите граѓани. Во меѓувреме најавени се силни инспекциски и полициски контроли кои нема да ги затвораат очите пред ничија неодговорност. Во изминатиот период разговарав со сите инспекторати, со полицијата, со обвинителството, како репресивни органи кои ќе бидат на терен и ќе ги санкционираат сите прекрашувања од било кој и да се случат. Штип го живее така наречениот трет бран на корона зараза. Бројот на заболени е над 330, а 580 граѓани се во изолација. До сега битката со COVID-19 ја изгубија 11 овдешни жители, а на инфективното одделение се лекуваат 50 пациенти. И покрај ова голем број граѓани се ноншалантни и не се придржуваат ниту до наједноставните мерки – носење маски. Во текот на изминатото деноноќе, според статистиката на МВР, на ниво на секторот за внатрешни работи Штип, по однос на мерката за неносење лична заштита на лице, регистрирани се 58 прекршоци. Информираат од полицијата. Штип и штипјани се исправени пред голем и многу важен тест. Цената на секоја лична неодговорност и немарност е превисока. Здравието и животот на секој еден од нас. Ќе бидеме ли за пример или за срам? Зависи само од нас.